Каратето е скроз друга димензија. А кога ќе кажат во школа зошто е битно да се вежба каратето, најчесто или професорите не знаат и професорките да го проследат како што треба, или па децата се судираат со погрешен клуб, не се погаѓа тренерот така натаму. Меѓутоа од најмали возрасти каратето е многу битно да се учи, најмногу заради дисциплина и контрола на движење. Тоа како и повеќето спортови, Сите дисциплина, пракса, едноставно запознавање со некои основни правилните движења, на правилно тело, не може каратист да биде крив. Да. Не може каратист да има шапави нозе. Да. Сега не знам како да звучи. Значи затоа е каратето. Ами исто како у школа, идеш да научиш букви, иди да научиш да одиш, иди да научиш да дишеш, трчаш. иди да видиш дека не си сам на светот. Точно, Пораз е точно. дел од животот, не е ништо лошо. Точно. Види, значи тоа мислам дека е јасно и Затоа викам. мислам да, уствари го прави, често делува како да не е јасно. Често затоа- делува дека не е јасно и затоа викам Да. вака погледнато од Треба човек што сака да го разјасни. разјасниме, да. На некој да рече имаме сега балет, исто е како тоа, затоа го земам за значи не треба да научиме што е тоа. И тие порази, и тоа издржливост, и тоа што се учи каратето скала по скала. Имаме тренери кои што ги продаваат појасите. Учиш на лажни вредности, па и да не е, и да не е доволно спремна за црен, да плати и земи диплома, јасно. Му продаваш лажна вредност. Ти го учиш тоа дете дека Штета не правиш, заслужува. штета за детето. Да. Не, тоа дете Нема ќе им ништо кажеш, добро. сакаш ли да полагаш? Ама сакам, јас ама добро сакај, ама сега Мелани работел добро, ама Мелани ме слуша, јас кога ќе предавам на тренинг, таа ме слуша и прави правилно. Да. Па сега и ти треба да се фокусираш, научи го детето да се фокусира, да научи концентрација што е, да почитува и ќе му дадам јас жолт појас, ама дај да научиме. Така. И многу сум среќна што работам со родители во моментов кои што дефинитивно го разбираат системот на почит. И јас многу радосно кажувам дека сум со голема надеж дека за некои 10 до 20 години ќе се врати тоа убавото нормално и дека ќе се почитуваат луѓето и ќе има прави вредност. Да. И јас многу се надевам и сметам дека веќе доволно лудило, допревме во секакво лудило, видовме многу лоши. Вајда полошо не може да биде лошо, Не кажај два пати. Не, вајда полошо нема, ете и војни, и пандемии, и луѓе полудени, депресија, анксиозност, и се видовме. И сметам дека за 10 години треба да типуваме на едно ново нормално, на едно здраво општество, на едни нормални родители и пак ќе повторам, промената почнува од нас, јас. тоа ќе ти кажам. Ако јас се гледам за 10 години нека има здраво, повеќе како тебе и тоа е. Како мене немој, јас сум лоша, Не, тие позитивни навики, таа позитивен поглед на светот.